салати и јади. Чоколадото и ванилата најдобро се согласуваат во Верона кремот. Верона кремот е најслаткиот момент во денот. Што е енергетска ефикасност? Енергетска математика. Не знам, не сме учеле за тоа. Ресурсите од кои се добива енергија може да бидат обновливи, вода, ветер, сонце, или необновливи, јаглен и нафта. Енергетска ефикасност значи трошење помалку ресурси без при тоа да се намали квалитетот на секојдневното живење. За да живееме енергетски ефикасно, потребно е да направиме одредени промени. Тоа значи користење ефикасни апарати кои за иста функција трошат помалку енергија. Пример за ова е LED светилката, која свети со ист интензитет како обичната, но троши помалку енергија. Навиките за зачувувањето на енергијата и на животната средина се создаваат од мали нозе. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Добар ден на сите, вие гледате Мали вести, јас сум Деја. А јас сум на Евишто, ви подготвивме за ден. Излезе во печат првата детска илустрирана енциклопедија за геологијата. Јас сум Мал, научни геолог. Знаете ли која е најмалата птица на светот? Деја, па вели, што има во центарот на земјаната топка? Мислам дека се викаше земјино јандро, ама не сум баш сигурна. Се мислам, дали е тоа исто како Рафаело во бончињата? Внатре има еден цел лешник кој стил си го јадеш. Па мислам дека може да се спареди така, освен во дело со јадењето. Земјиното јадро има многу метали, но најмногу железо. Да, никој не би сакал да казне железен лешник. Науката која проучува земјата се вика геологија. Јас ако се занимавам со тоа, кога ќе пораснем, ќе бидам геолог. Точно така. Ако сте заинтересирани за геологија, слушнете го следниот прилог. По повод 15 години постоење на Адора Инженеринг, продукција Божиловиќ од печат ја извади првата детска илустрирана енциклопедија Јас сум Мал, научни геолог. Тема која не е многу популарна меѓу учениците, а не е многу популарна затоа што никој не им објаснил. Познатиот германски минералог Паул Рамдор рекол: човек ќе се насмевне доколку 8-годишно дете не може да ја разликува овцата од козата, но нема да му биде ништо чудно ако високо образованиот човек не може да разликува кварц од фелцпат, два минерали од кои е изградено скоро 75% од земјината кора. О, вау, троглобити. Што се тоа троглобити? Зашто читаш? Што е толку интересно? Јас читам за карпи, минерали, пештери, секакви суштества. За пештери? Не си свесна какви суштества се криеле во пештерите. Јас многу се плашам од земјотреси и вулкани. Се плашиш затоа што не знаеш. Ево малку прочитај. Веш да прочитам? Нема ми биди страх? Пак ќе ти стане појасно. Ова енциклопедија е одлична за мали љубопитни авантуристи и овозможува забавување и истражување на геологијата. Која е разликата меѓу карпите и минералите? Што се троглобити? Колку е стара земјата? Колку земјата е оддалечена од сонцето? Која е најголемата пештера во светот? Кој е најголемиот вулкан? Што се земјотреси? Одговорите ќе ги најдете во првата детска енциклопедија за геологија. Геологијата вклучува проучување на материјали и процеси на земјата. Преку ова енциклопедија открите зошто е важна геологијата во животот и развојот на цивилизацијата.
Најчесто ќе наидете на таблоидни наслови како Господја Икс носи огромна карпа на незиниот прст, зборувајќи за дијамантскиот прстен на некоја славна личност. Овие луѓе сигурно не ја знаат разликата меѓу карпите и минералите, бидејќи дијамантот не е карпа. Но доколку ја знаете разликата вие, сигурни сме дека со задоволство ќе им објасните на оние кои тоа не го знаат. Знаеш ли дека има толку малечка птица? А да не е бумбар? Не. Значи сигурно можам да ти направам разлика меѓу бумбар и птица. Добро ден, не се лути веднаш. Која е птицата? Се вика колибри. Убаво име. Има многу убаво име, но е убава и шарена. А има интересна работа, која е поврзана со неа. Ова само ми потврдува дека малите работи секогаш се сладки. Тудум! Ако може да преминеме на прилогот, Ватра. Симпатичните колибри, за разлика од другите птици, без проблем летаат наназад. Но колибрито има уште една тајна вештина. Може да лета и настрана. Овие вешти птици можат да замавнуваат од 15 до 100 пати во секунда, а сепак да ја задржат грациозноста во летот. Птицата колибри е најмалата птица на планетата Земја. Најмалата птица од тој вид е само 6 см со секлунот и крилата. А пак најголемата птица колибри е 25 см. Исто така, колибрите се разликуваат од другите птици затоа што тие имаат по 6 пара ребра, а додека овие имаат по 8 пара ребра. Малото срце на колибрите отчукува од 400 до 500 пати во минута, а за тоа време може да вдиши околу 250 пати. Фамилијата на колибри брои 350 видови на колибри, а доколку сакате да ги видите, морате да одите дури од Америка. Почнувајќи од север до Аљаска, тие ги има до југот до огнената земја. време е за времето. Да ја слушнеме нашата Натали. Еден од најубавите месеци е мај. Мај. Што ме подсетува на мај? Се знае, мајски бумбар, бррр. Тоа беше се за денес. Гледајте неповторно. Чао! Кога почнала да се користи струја во Македонија? Мислам дека кога дедо ми бил мал. А Димек не имала струја порано? Првиот град што започнал со користењето струја во нашата земја е Скопје во 1909 година. Битола е вториот град што е електрифициран во 1924 година. А потоа електричната енергија стигнува и до другите градови во Македонија, најдоцна до 1940 година. Првата калорична централа за производство на електрична енергија била направена во Скопје и произведувала еднонасочна струја. А пак првата хидроелектрична централа во Македонија е изградена на реката Пена во Тетово во 1926 година. Во 1930 година е изградена браната на реката Треска, а 8 години подоцна е пуштена во употреба и втората голема хидроелектрична централа, која била наречена Свети Андреја, денес позната како Матка. Научи нешто ново. Изложбен центар Матка. Чоколадото и ванилата најдобро се согласуваат во Верона кремот. Верона кремот е најслаткиот момент во денот.